Со сопствен научен труд за високостепен невроендокрин карцином на дебелото црево, доктор Иван Аргиров од Куманово, специјализант по општа хирургија, учествуваше на престижен меѓународен конгрес на хирурзи во Бари, Италија. На конгресот, организиран од Европското хируршко здружение, присуствуваа експерти од цела Европа, а ваквите настани имаат исклучителна важност, особено за младите хирурзи, и овозможуваат размена на идеи со врвни професори, стекнување нови знаења и воспоставување контакти со колеги од различни земји, истакна доктор Аргиров, кој што работи во хируршко-ургентниот центар во Куманово. Искуството беше огромно за мене, не само од професионален, туку и од личен аспект. Значи, домаќините италијаните, тие се покажаа на ниво, како во организацијата, така и во гостопримството. Настанот, свеченото отварање беше одржано во театарот Петруцели. Тоа представува еден најголем културен символ во Бари, што според мене мислам дека му даде дополнителен сјај на самиот настан. На самото отварање присуствуваше и градоначалникот на Бари, господинот Вито, кој исто така и држеше говор. Учествував со труд, нарекуван High Grade Neuroendocrine Carcinoma of the Colon. Суштината на мојата презентација, тоа станува збор за една екстремно ретка патологија, и суштината на мојата презентација, целта беше да покажам комплексноста на диагностицирањето, како и мултидисциплинарниот пристап во третман на ова сериозна канцерска патологија. Значи, добив позитивни реакции од самата сесија, значи целата сесија беше исполнета, модераторите на сесија ми поставија конкретни прашања на кои мислам дека соодветно одговорив. Во модератори на сесија беше и секретарот на самото здружение на настанот, Франческо Прете. Искрено мислам дека овие настани, организации се од огромно значење, поготово за еден млад хирург, за еден млад специјализант во област на хирургија, поради тоа што ние разменуваме искуства со професори, разменуваме идеи, осознаваме новитети во современата хирургија, а воедно ни оставаат и простор за воспоставување на нови контакти, кои ќе допринесат до наш професионален раз и евентуално некои идни соработки на стручен и научен план. Јас лично запознав голем број на професори, како што се професорот Марио Тестини, тој е председател на конгресот, потоа секретарот Франческо Прете, што го спомнав, што беше и секретар на мојата сесија, модератор на мојата сесија. Потоа Луиджи Бони, тој е италијански професор, но најголем впечаток ми оставија професорот Џамал Улусој и неговиот специјализант Седат. Тие се од Турција, од кои добив и покана да идам на доедукација во нивниот масовен хируршки центар во Истанбул. Настан организиран од Европско хируршко здружение, освен теоретска настава која има голем број на сесии каде што професори држат предавања, научни трудови представуваат новитети во хирургија, има и еден практичен дел. Практичниот дел е представен преку работилници. Лично учествував во работилница на минимална инвазивна хирургија, што за мене мислам дека иднината во хирургија. Учествував во лапароскопската хирургија, каде што имавме интензивна обука во интракорпорална сутура, интракорпорално сутурирање, и учествував во роботика и роботска хирургија, што за мене беше ново и за прв пат се сретнав и искуството беше прекрасно. Ова е огромно искуство, како за мене, така и за другите колеги, искрено, што мислам дека треба се почесто да присуствуваме на вакви конгреси. Може да се применува кај нас, значи се применуваат новитети, па би тргнал прво од нашата болница, од Кумановската болница, значи ние имаме лапароскоп Шторц, нов со 4К монитор, што значи дека ние имаме соодветна опрема и можеме да ги работиме таквите сложени операции. Не сакам да кажувам дека има едноставни операции, но, например, еве лапароскопска операција на жолчка, лапароскопска апендектомија на слепо црево, но и покомплицирани операции, како што се на дебело црево, на желудник, сите тие може да бидат работени лапароскопски и мислам дека имаме потенцијал тоа да го сработиме. 35-годишен Кумановец вчера пријавил во секторот за внатрешни работи Скопје дека бил измамен од две лица за сума од 1.110.000 денари, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според пријавеното, лицата го контактирале на мобилни апликации, представувајќи се како сопственици на градежни машини, за кои пријавителот бил заинтересиран да ги купи. Како што е пријавено, откако се договориле, тој по насоки од едното лице ги предал парите на другото лице на каса прими на приватен субјект,
а откако го контактирал лицето за да ги подигне машините, тој му рекол дека работи сам и дека парите требало да ги уплати на негова сметка. Исто така, според пријавеното, истите машини ги видел пуштени на оглас за продажба, пошто сватил дека бил измамен. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот, велат од Министерството за внатрешни работи. Младински центар во Националната установа Трајко Прокопиев, технолошки интеркултурен центар во целосно реконструиран дом на пионери 29 ноември, како и нови спортско-рекреативни комплекси, паркови, велосипедски и тримпатеки, се дел од проектите со кои движењето Знам за наша Македонија планира во идниот период да обезбеди поразвиена локална економија во Куманово. Студентите и младите се иднината на Куманово, порача Тамара Тренчевска на денешната пресконференција посветена на младите и студентите. Подобрување на условите и проширување на капацитетите во сите постојани општински образовни објекти. Гасификација и енергетска ефикасност во училиштата за подобри услови и пониски трошоци. Спортски игралишта и уредени дворови во секој училиште со можност за училници на отворено. Технолошки интеркултурен центар во целосно реконструиран дом на пионери 29 ноември, како простор за културна размена и развој на вештини со отворена мултимедијална сала за филмови, презентации, јавни настани, семинари, дебати, обуки, како и посебен дел наменет за центар за целодневен престој за децата. Младински центар во објектот на културна установа Трајко Прокопиев, обуки и усовршувања за наставниците и стручните служби, нови спортско-рекреативни комплекси, паркови, велосипедски и тримпатеки, стрит воркаут зони на здрав животен стил. Изградба на адреналински парк во состав на нов парк во село Проевце. Предприемаштво за младите преку стартап инкубатори и специализирани обуки. Програма за финансиска подршка на проекти и активности на студентите. Бесплатен интернет пристап на повеќе јавни локации. Младински НВО саем за внежување и промоција на младинските организации. Подршка за талентирани ученици преку стипендии, промоција на иновации и поттик на млади уметници. Стипендии и награди за спортистите како поттик за нови достигнувања. Стипендии за превенците на генерација, субвенционирање за набавка на велосипеди и електрични тротинети. Open Space или Chill зона и скейт парк, простор за дружење и неформални активности. Подршка за развој на стрит арт активности на млади уметници. Изградба на нови капацитети на Домот за стари лица Зафир Сајто, дополнителна поддршка за пензионерите преку повеќе мерки, меѓу кои и пензионерска картичка, како и финансиска поддршка за пензионери приматели на минимална пенсија, ветуваат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата во пресрет на локалните избори, доколку ја добија довербата од граѓаните. За подобрување на квалитетот на животот на пензионерите, на денешната пресконференција говореше кандидатот за советник Милјан Доновски. Ви го представуваме проектот изградба на нови капацитети на Дом за стари лица Зафир Сајто. Проектот се состои од две клучни фази. Дислокација на јавното предпријатие Чистота и зеленило во просториите на поранешна касарна и изградба на нови капацитети за Дом за стари лица Зафир Сајто. Во првата фаза се предвидува адаптација и модернизација на објекти во поранешната касарна за сместување на јавното предпријатие. Ова ќе овозможи оптимизација на работниот простор, подобрување на логистичките процеси и ослободување на сегашните локации на јавното предпријатие за други јавни намени. Во втората фаза се планира изградба на современ дом за стари лица со капацитети што овозможуваат квалитетна грижа и сместување на постарите граѓани. Новиот дом ќе биде опремен соодветно да може да ги пружи сите потребни здравствени и социјални услуги, вклучувајќи дневен престој, медицинска нега и рекреативни активности. Проектот има цел рационално користење на просторот, подобрување на јавните услуги и создавање подобри услови
за вработените и корисниците. Рок за реализација предвиден во програмата е од 36 до 48 месеци. За овој проект е предвиден буџет од 90 до 120 милиони денари. Почитувани, домот не треба да биде само институција. Тој треба да биде вистински дом, каде секој човек ќе се чувствува прифатен, уважен и почитуван. Ние не сакаме нашите повозрасни сограѓани да живеат во осаменост, туку во средина, полна со внимание, социјална поддршка и насмевка. Градот што се грижи за своите највозрасни е град што има душа. Достоинството нема рок на траење и затоа, како општество, мора да покажеме дека секој човек, без разлика на возраста, е важен. Нашите возрастни сограѓани заслужуваат почит и грижа, поради што ќе обезбедиме дополнителна поддршка за пензионерите преку мерки за подобрени социјални услуги и подобри услови за живот. Една од тие мерки е пензионерската картичка, поддршка за подостоинствен живот на пензионерите. Преку партнерство меѓу локалната самоуправа и Сдруженијата на граѓани од третото доба со договори со локалните продавници, стоматолози, аптеки, транспортни компании, осигурителни друштва, кино, театар, пензионерите ќе имаат можност за постојани попусти и погодности преку пензионерската картичка. Како позначајна мерка за издвојување е и финансиската поддршка за пензионери приматери на минимална пензија. Целта е да се подобри квалитетот на животот на најранливата категорија на пензионери преку доделување на еднократен паричен надомест во износ од 1500 денари.